Добро. Еве сега малку да внесеме и содржина во тоа што некој го нарекува театар. Имам еден предлог до комисијата, до членовите на комисијата и замениците. Предлогот е процедурален врз основа на член 145 од деловникот. Гледам дека не помина тоа за јавна расправа, но деловникот дава уште една можност и таа е прилично посериозна за, да речем, едно-две нивоа посериозна од јавна расправа, тоа е организирање на јавна дискусија. Членот 145 вика дека за предлогот на законот кој е од поширок интерес, собранието по општата расправа може да одлучи по тој закон да се спроведе јавна дискусија и да определи матично работно тело што ќе организира јавната дискусија. 146. Работното тело кое што ја организира јавната дискусија, тоа би требало да биде оваа комисија, се грижи предлогот на законот да се објави за да им биде достапен на граѓаните, јавните установи, институциите, здруженијата на граѓани, политичките партии, синдикатите и други заинтересирани субјекти, да обезбеди собирање на мислења и предлози што биле изнесени во текот на јавната дискусија, да подготви извештај за резултатите од јавната дискусија и за извршувањето на задачите од ставот 1 на овој член. Од работно тело може да основа посебна работна група. Значи, јас предлагам, земајќи го искуството на што туку повлечениот закон од Министерството за правда, секако повлекува законот на кој што имавме и некои амандмани и разговаравме посериозно за него, а гледаме Министерството така постапи законот за клевета и навреда, еднаш предлага закон, па го повлекува, па еднаш е без европско, па со европско знаменце, за да имаме посериозни закони кои што нема во тек на недела, 2 или 3, или зависно од политичкото расположение на Министерот за правда да бидат повлекувани. Предлагам оваа комисија да се работи за закон кој што е од поширок интерес и се работи за закон кој што ќе треба да биде посериозно имплементиран, предвидена е и комисија која што ќе го следи спроведувањето на овој закон и имаме прилично многу забелешки по однос на тој дел, затоа сметам дека пред ние да ги дадеме забелешките, амандманите и предлозите за овој предлог закон и на оваа тема, да овозможиме собранието да организира јавна дискусија и да ја организира таа јавна дискусија Комисијата за европски прашања и да се поканат стручните лица кои што се заинтересирани и имаат познавања од областа на закони за исплата на паричен надоместок на жртви од кривичните дела со насилство. И сметам дека освен македонските државни институции би требало на ваквата јавна дискусија, бидејќи се тврди дека овој закон е транспонирање на европското законодавство во македонското законодавство, да се покани и представник на делегацијата на Европската комисија во Скопје. Тој представник кога ќе дојде тука, ќе може да ни каже која е европската норма, што има донесено Европскиот парламент, Европската комисија, Советот на Европската унија, за да знаеме која е утврдената регулатива во ЕУ. Дали во ЕУ постои состав и мандат на комисијата, кога станува збор за давање на паричен надомест на жртви на насилство, или не постои. Ако постои, дали е таа комисија, која е регулативата што го определува составот, дали таа комисија се назначува од владата или се бира по инаков начин. И многу други теми кои што ги засегаат овие работи. Ако доаѓа член од невладина организација, дали Министерството за труд предлага член од невладина организација или можеби некој друг форум на такви организации може самостојно да предложат одреден член. И представникот на Европската унија сигурно дека ќе ни каже како е регулирано во ЕУ. Не верувам дека има разногласие, затоа што ако овој закон е со европско знаменце, тоа значи дека веќе постои една унифицирана регулатива и за Финска, и за Грција, и за Кипар, и за Италија, и за Словенија, и за Франција, и за другите земји членки на Европската унија. И затоа сметам дека предлогот да организираме јавна дискусија согласно член 145 и член 146 од деловникот на собранието е еден содржински, конструктивен предлог
кој што на оваа комисија и на собранието ќе му даде еден широк стручен форум кој што ќе може да дискутира за оваа тема и да ги донесеме најдобрите можни заклучоци, да ги преточиме заеднички, се надеваме со консензус во амандмани, за да може овој законски текст навистина да биде сериозно усогласен со законодавството на ЕУ, доколку такво постои, а кога ќе го направиме тоа преку јавна дискусија, сигурен сум дека Министерството за правда нема понедела 2 или 3 да ги повлекува законите. Еден таков поозбилен текст после јавна дискусија сигурно ќе биде и подолгорочен, откако ќе се усвои, ќе може да има и соодветен долг животен век како законско решение и да не биде повлекуван заради констатирани недостатоци постфестум. Значи, мојот предлог е комисијата да се изјасни за одржување на јавна дискусија по однос на овој предлог закон, а работното тело, кое што во моментов расправа за оваа точка која што е на дневен ред, да ја организира таа јавна дискусија во најскоро можно време, согласно капацитетите на самото собрание и асистентите на комисијата, кои што би требале да помогнат за организирање на една ваква јавна дискусија. И би замолил овој предлог за организирање на јавна дискусија за предлог законот за паричен надомест на жртвите од насилство да се стави на гласање. Се надевам дека ќе го усвоиме и да можеме да организираме една јавна дискусија. Благодарам.